stotици štabovi, komandi u stanovi, iljadnici jedinici, stotици iljadi borci, работници, селани, ученици, студенти, обучени и опремени ги сочинуваат нескршливите челични боцки на нашиот одбранбен еж. Нашите оружени сили во чий состав влегуваат оперативната армија и територијалната одбрана не представуваат ништо друго освен организирање на единствените сили на работничката класа, на работните луѓе и граѓаните. Единството на класните и политичките цели, на доктрината и стратегијата и единствените општествено-политички односи представуваат база на единствениот систем на општонародната одбрана и оружените сили. Самоуправниот социјалистички општествен систем овозможува здружените производители и граѓаните да ги организираат одбранбените сили на општеството како своји сопствени сили и општочовечкиот потенцијал, во што гледаме најсигурна гаранција за обезбедување на независноста и интегритетот на нашата социјалистичка заедница. Оваа стратегиска мисла на врховниот командант на нашите оружени сили, маршалот на Југославија Јосип Броз Тито, која визионерски ги одреди патоказите на нашето организирање за општонародна одбрана, денес веќе е стварност. Идејата за сенароден оружен отпор против секого кој ќе посегне по слободата и независноста, по револуционерните и општествените придобивки, по се што е наше, е оживотворена. Прифаќајќи концепцијата за општонародна одбрана како идејно-политичка определба на организираните социјалистички сили, како директен продукт на нашето самоуправно битие и единствената алтернатива за ефикасно спротивставување, а истовремено како мощно ефикасно средство за одвраќање од агресија, дојде до ефектуирање на територијалната одбрана и целосно поопштествување на одбраната. Денес не се зборува повеќе за некакви апстрактни идеи. Не станува збор за некакви концепцијски насоки, туку за реалност, наше секојдневје, за концепција, стратегија и доктрина преточени во практиката, почнувајќи од најосновните асоциации на човековото действување, местните заедници, организациите на здружен труд, установите и институциите, органите и организациите, општините, па се до републиката и федерацијата.
И концепцијата за општенаrodna одбрана како наш траен и марксистичко-револуционерен поглед на војната воопшто, а посебно одбраната на земјата и социјалистичкиот самоуправен општествено-економски систем, е израз на континуитетот на нашата револуција. Има своја суштинска генеза во нашата народно-ослободителна борба. Токму и затоа концепцијата за општенародна одбрана даде широк простор за организирање на сите облици и видови на отпор и спротивставување, при што оружената борба представува доминантен облик во спротивставувањето на агресијата. Борбената изградба на нашите оружени сили и нивната класно-социјална насоченост и определеност се провлекува како нераскинлива нишка од оние преломни моменти на нашата модерна историја, во кои ги трасиравме магистралните правци на нашиот натрешен развој и меѓународната активност. Денес, нашите работни луѓе и граѓаните, одбранбената активност ја воздигна на највисок степен од нивните уставни права и одговорности. При тоа, во практично конципирање на одбранбената поставеност се внесени многу оригинални изворни решенија, кои се карактеризираат со голема доза на флексибилност и создаваат широк простор за иновирање и доградба. За релативно кус временски период од практичната реализација на новите закони за народна одбрана, создадена една нова, респективна сила, оспособена и опремена да се соочи со извршување и на најсложени задачи што ги наметнала современата војна. Територијалната одбрана во Социјалистичка република Македонија како најмасовен облик на оруженото организирање на народот за одбрана се разви во рамките на единствениот систем на оружените сили на Југославија како интегрален и неделив дел од целината на тој систем. Оваа определба е мощна и суштествена и впрочем го определува класно револуционерното битие на оруженото организирање на самоуправното социјалистичко општество. Истовремено, територијалната одбрана се организира и се разви непосредно на општествениот простор и реалните општествени и економски оперативни услови, како директен продукт на самоуправните односи и интересите на работните луѓе и на граѓаните. На овој план, пред се во организирањето, опремувањето и обучувањето на територијалната одбрана во Социјалистичка република Македонија се постигнати значајни резултати.
Денес, по 7 години практична примена на одредбите на концепцијата за општенаrodна одбрана како наша трајна определба, присутна е констатацијата дека на овој физички и општествен простор екзистира солидна воена организација. Формирани се и опремени, исто така и обучени, десетици и стотици команди, штабови, установи и единици во сите сфери на човековото суштествување, од местните заедници па се до федерацијата. Не постои местна заедница, организација на здружен труд, установа, институција, орган или организација, училиште или факултет, во кој не функционира механизмот за одбрана и заштита. Секој работен човек е граѓанин, не само што го знае своето место во системот на одбраната, туку активно и перманентно се оспособува за извршување на одредени задачи. Со тоа одбранбените подготовки навлегува во сите пори на човековото екзистирање и стана негово работно и животно секојдневје и преокупација. Во овој наш општонароден одбранбен систем место има за сите нас. И за младината, и за студентите, и за земјоделците, и за жените, за децата и за старците. Девизата "Колку Југословени, толку пушки" и "Сите сме една армија" со секој нареден ден се повеќе се оживотворува. Впрочем, тоа е уставно право на секој граѓанин на оваа слободна и неврзана социјалистичка самоуправна заедница. Благодарение на сестраното залагање на работните луѓе и на граѓаните кои издвојуваат немали средства за финансирање на одбранбените подготовки, а пред се на ентузијазмот и самопрегорот на припадниците на територијалната одбрана и на другите структури на одбраната, создадената квантитативна моќ се повеќе се преточува во квалитет. Маневарските и просторните структури на територијалната одбрана во нашата република се солидно материјално-технички опремени, вооружени и оспособени за извршување и на сложени и крупни борбени задачи. Од правилната проценка, од техничката опременост и обученост на евентуалниот агресор, произлегува и сосема правилната ориентација за целосна и современа обука на старешинскиот кадар и на другите фактори на одбраната. На тој план, вклучувајќи го тука и идејно-политичкиот и моралниот аспект на обуката, во изминатиот период се постигнати значајни резултати. Преку една планска, континуирана и интензивна обука, чии резултати не еднаш досега практично се проверени на многубројни здружени или самостојни вежби со единиците на оперативната армија и со другите структури на одбраната, достигнат е висок степен на обученост. Посебно е видлива блиската соработка и сплотеноста меѓу припадниците на Југословенската народна армија и територијалната одбрана. Нееднаш досега на полигоните и вежбовните простории, по полињата или десните пространства на оваа наша татковина, рамо до рамо јуришаа момчињата во сиво-маслинеста униформа и нивните соборци, територијалците од организациите на здружен труд, установите институциите. Нееднаш во борбениот строј зачекориле момчиња и девојки, жени и старци. Тие се тој несоблазлив одбранбен бастион, вооружениот народ, производители и борци, земјоделци и борци, ученици и борци, бранители на собствената работна организација, на полиња и училишта, граѓани кои имаат уставно право да се организираат и да се обучуваат за масовен и долготраен отпор и борба во сите можни услови
što bi gi nametnula современата војна. Во нивните раце се почесто го сретнуваме и најсовременото оружје кое излегува од производствените погони на нашата војна индустрија, и не само лесното, пешадиското. Десетици илјади луѓе, на кои што тоа не им е професија, организирано и перманентно се обучуваат за противоклопна, противвоздушна, противдесантна и други облици борба. Кога кон нив, кон тој најмасовен елемент на оруженото организирање, ќе се додадат и другите за одбрана организирани сили на општеството, во вистинска светлина може да се согледа достигнатиот степен на организираноста на нашето општество за одбрана. Сето она што е постигнато досега за јакнење на нашите вкупни одбранбени сили, во што територијалната одбрана има посебно значајно место, се вбројува во најголемите остварувања на нашиот општествен развој, што покрај другото со посебно задоволство го констатира визионерот и стратегот на нашето организирање за општонародна одбрана, нашиот врховен командант, другарот Тито. За нас покрај техничката опременост, човекот политички свесен, морално цврст и борбено способен е основниот решавачки фактор на оружената борба и отпор. Затоа само таков народ кој сака, може и умее да се бори, никогаш и не може да биде победен.